Топ тема, добро вечер. За едни избрзана, за други храбра. Одлуката за предвремени избори во април по француското не за датум за преговори го зема првиот данок. Долго очекуваниот попис е одложен за 2021. Македонија е веќе длабоко навлезена во предизборна кампања во услови на декларативна согласност дека алтернатива за европскиот план нема или не постои план Б, но и со наратив на докажување кој е поголем европеец. Ке се менува ли тој предизборен дискурси во кој правец, има уште многу време пред нас. Но тоа што партиите одлучиле да диктираат со своите агенди, не ја намалува потребата од јавно акцентирање на дилемите кои ги одбравме за вечер. А тоа се зошто Скопје молчи за тивките предлози што се туркаат во Брисел за алтернативи за проширувањето. Некои се нови, некои се враќаат на сцена. Стратешко привилегирано партнерство, Западно-Балканска унија или Норвешка и Исланд на Балканите. И конечно, дали априлските избори стануваат само форма за да се избегне суштината за заднината, целта на француското не во ЕУ и за останатите реформи дома. За сето ова разговараме и анализираме вечерва со Огнен Малевски, поранешен амбасадор. Добро вечер и добро дојдовте. И универзитетските професори Катерина Колозова, добро вечер. Добро вечер. И Мирзал Билали, добро вечер и за вас. Колозова, ви почнал од вас, дали брзо договорените избори, иако не личат на брзи избори, на начинот на кој се договорени и временската рамка, пред време тргнаа од маса две теми, на кои што после 17 октомври македонската политичка елита, таква каква што е, и стручната јавност мораше да дебатираат, а тоа е треба ли да разговараме сериозно и за план Б, и второ да се свртиме кон она што е не само вина од надвор, туку и недостаток дома. Па, прво мене изборите ме изненадија и се уште не знам како да гледам на нив, нити како да ги ценам евентуалните последици на фактот дека доаѓаат пред време, иако не се ни толку многу пред редовниот рок. Според мене не прават некоја драматична разлика во однос на чекорот на реформите, во однос на испорачаното што го очекувам од реформите. Не мислам дека нешто драматично менуваат. Слушам дека владе некаков дискурс, спроведете ги реформите, па тогаш избори, бегате од отчетност заради тоа предвремени избори и слично. Јас не сум сигурна дека во смисла на испорачаните реформи тие неколку месеци ќе направат некаква драматична разлика. Од друга страна, од аспект на пиар, од аспект на перцепцијата што ја има Запад, односно Европа, не само Запад и Исток, имаме и од Источна Европа нормално земји членки на ЕУ, перцепцијата која што се креира со овие предвремени избори е дека се случува некаква криза, се случува драма после тоа француско не, дека се плаќа некаква цена. Financial Times излезе со една статија посветена на таа тема, друга статија што има цел параграф дека еве веќе се плаќа цената. Има загриженост во Грција, дека можеби договорот нема да се спроведе како што треба со евентуалната промена на власт. Значи, тоа повеќе влијае на перцепцијата надвор и создава некаков притисок кон надвор, ми се чини, одо што има некакви субстанцијални ефекти врз чекорот на реформите кај нас. Тоа што се однесува до самите избори, ама ви кажувам, не сум размислувала многу затоа што еве од причини кои што сега ги образложив, не сметам дека цената, ефектите внатрешно ќе бидат толкави. Од друга страна, јас сепак сметам дека ова француско не се должи на геостратегија, на
поголеми политички наративи, на суштински политички односи, суштински во смисла субстанцијално, суштествени политички односи, а не само технократија, внатре, кои што се одвиваат внатре меѓу земјите членки на ЕУ, дека постои автентичен судир на визии околу проширувањето и на вистина не мислам дека казна за недоволно спроведените реформи, недоволно успешно спроведените реформи. Баш денес читав една анализа на ЕСИ, European Stability Initiative, кои ја пласира таа идеја за мини... Да, тоа е всушност нивна идеја, тие се think tank, не се никаква институција или дел од институција во Брисел, тоа е истражувачка установа. Има и неколку други кои што ќе ги разгледаме. Не се, ќе завршам со ова, во анализава на ЕСИ за цената на француското не, заклучоците се дека при напредувањето, отпочнувањето на преговорите, отварањето на поглавијата и сето тоа, никогаш на вистина не се одело според мерит, туку се оди според некоја друга логика, политичка логика, да. Извадени се чартови со сите поглави, реформи, мерен напредок и така натаму. Македонија на вистина предничи на Балканот. Ние сме незадоволни интерно, да, на план на секојдневен живот сме незадоволни, овие реформи не ни се доволни, но од аспект на оние што мерат од Брисел, состојбата е пристојна и заради тоа не мислам дека е казна за недоволните реформи, туку дека е една друга по-суштинска политичка логика за цело ова. Амбасадор, иако можеби Македонија веќе длабоко навлезена во таа предизборна атмосфера и иако можеби прашањето излегува некако или можеби наликува како депласирано во овој момент, меѓутоа мора да се постави дали со изборите ја избегнавме таа неопходна дебата за тој план Б. Бидејќи сега се наоѓаме во ситуација кога по лидерска средба кај председателот Мендаровски реков заеднички е ставот на сите политички партии дека полноправното членство е тоа кон кое што ќе се стреми државата и од тука почнува сега таа меѓупартиска канонада или типичен политички фолклор за предизборието на докажување кој е поголем европеец и конечно дилемата што ќе ја начнеме и на крајот, ако е така, тогаш за кого би гласали граѓаните и зашто? Најнапред јас пред да биде соопштена таа одлука од страна на премиерот, најавата во една друга дебата, бев јасно против предвремени избори, затоа што не мислам дека тоа е приоритетот на Република Северна Македонија во овој момент и дека ние преку глава од вонредни избори, не знам веќе кои ќе бидат и ќе станеме рекордери, ако не во европски рамки, пошто тука има сериозна конкуренција во Италија. И вонредни изборни, локални и председателски од 2004 до сега, 13 изборни циклус. Подсетуваме на еден друг наш сосед кој од вонредни во вонредни избори, од председателски во и така натаму. Мислам дека акцентот посебно па затоа што оваа влада беше формирана 6 месеци после изборите и требаше време додека почна да функционира. Така што прашање е колку е легитимно да се иде на предвремени избори, но логиката на политиката е друга и ние можеме да почитуваме и излеземе да гласаме. Но мислам дека требаше акцентот и на опозицијата не да биде на барање оставки и одговорности, него да отвориме некоја суштинска дебата во рамките на парламентот, да почнеме да разговараме што се случува и како заеднички да изградиме еден став кој ќе помогне во реализацијата на надворешната политика и стратешките цели на нашата земја.
Дали се вонредните избори, велам, решение за тоа не знам. Не сум политичар да ги мерам, но како граѓанин на оваа држава, очекувам и посакувам таков развој на демократијата во земјата, каде што вакви суштински прашања во рамки на парламентот ќе се решаваат. Потаму прашањето, ви во самата најава рековте зошто Скопје молче. Да, тоа е како посебно прашање ќе дебатираме, ова е првична. Првично оценката околу тоа дали би 17 октомври па требаше да биде повод за една поинаква дебата, а не за одмерување на силите, ако веќе декларативно заложбата е иста. Билјај? Па добро, не знам колку може да смени. Сега практично изборите се договорена работа и што и да кажеме сега реално, значи ефективно. Па добро, секој став на јавноста е став на јавноста и тоа е повеќе калкулација на структури, на партии кои мислат дека одреден момент ќе им помогне да се надминуваат или расположението на јавност е во таа насока. Тоа се една друга, што според мене приказна нема голема важност во овој момент. Многу е важно, значи, како понатаму. Тоа е многу битно. Значи, мора да сме свесни дека Европска Унија е веќе заситена. Значи, таа наспроти почетоците, незините почетоци, кога прв пат значи, е формирана Европска заедница за јаглен и челик, потоа Европската економска заедница, покасно и Европската заедница за атомска енергија, трите значи сегменти на Европската Унија подосна, тогаш владеше една голема еуфорија за интеграциите во тој дел од светот, помагнат со Маршаловиот план и така натаму. Сега ми се чини дека животот е цикличен. Јавноста како да е заситена, како да се плаши од проширувањето. И таква јавност, значи, таква реалност неминовно ги натера политичари да се однесуваат соодветно на расположението на луѓето, бар тие кои не се државници и кои не сакаат долгорочно да ги третираат, туку чисто калкулативно, значи, да ги третираат односите од лични причини. И реално, значи, Европската Унија е еден конгломерат на повеќе култури. Значи имаме... Сето тоа е во ред. Прашањето е зошто, да го поставам прашањето за она прво тематско прашање, зошто Скопје молчи? И вие рекавте, се мислам дека молчи, зошто нели? молчи околу? Па се молчи едноставно за сите идеи, иако голем дел се неофицијални, но факт е дека голем дел провејувале низ ова, едноставно Скопје не сака да разговара за тоа. Дали е тоа вистинскиот пат и дали тоа е вистинскиот избор? Во 2017 во Блед. Во Трст. И сега недавно нели учествуваше пак во Блед. Нели пак учествуваше во Нови Сад, на тројната средба, значи српскиот, албанскиот и македонскиот премиер. Значи, ќе дојде и таа на дневен ред, колку е таа дел од тој берлински процес или е дел ефективен. Дури во Нови Сад ние имаме конкретна декларација со повеќе точки подпишан. Ние имаме во Трст подпишана стратегија за превозни средства и односи во рамките на држави. Значи, имаме многу што подпишани документи кои за жал не се афирмираат. И цело време бистриме, гола политика не навлегуваме, значи, во релевантни документи како се движиме. Ево, например, ја пратам телевизија, српските телевизии најмногу и дури и црногорските. Тамо тие теми сериозно се расправат. Значи, ја не мислам дека треба некој тука од политичари да дојде и да им каже на медиум што треба да биде централна тема за разговори. Тоа е прашање кое треба да го бркат аналитичарите, новинарите, медиумските куќи. Значи, молкот не би рекол дека е од институционален аспект. Самиот факт што главните луѓе, значи, учествуваат во тие процес, во берлинскиот процес, кој значи почнува во Берлин, па во Париз, нели, па во Виена, па во Трст и
сега продолжу. Добро, ние се обидуваме, меѓутоа сега наративот генерален е многу смеја, не ти си тоа изгледа дури и депласирани и затоа јас постојано нагласувам зошто се Колозова Скопје одлучи да бега. Па јас мислам дека на ниво на официјални политики, на ниво на држави, на институционално ниво, никој не разговара за план Б. Значи, вие нема да најдете државник, министер, представник на некоја од државите ЕУ членки, кој што ќе ви каже, освен Франција, кој што ќе ви каже, видете, може да размислуваме и за други алтернативи, може да размислуваме за други решенија, или вие може да си развиете план Б, тоа е за Брисел опција која е исклучена. Ако под план Б се подразбира Евроазиска унија, се подразбира приближување со Кина или Турција и така натаму, тоа е исклучено прашање, исклучена можност од аспект на Брисел, значи ниту го дискутираат како можен план за нас, ниту пак е опортуно ние да го дискутираме. Значи, официјалниот наратив на оние кои што ја представуваат државата, а тука спаѓа и опозицијата, не само власта, треба да биде дека Европа е единствената можност, единственото сценарио за нас, во која и да е форма, евентуално ако постојат други форми, Норвешка, Трговската унија, Норвешка, Исланд, тој модел и така натаму, може да се допушти, значи не заговарам дека треба власта да ги разгледува тие можности, туку сакам да кажам дека максимум што може да си допушти е да разговара за таков вид на предлози, значи пак некаква форма на ЕУ интеграција, доколку доаѓаат од официјални места во Европа. На ниво на академска заедница, на граѓанско општество и така натаму, не треба да се молчи и треба да се разговара за други форми, но повторно јас би рекла на европска интеграција. Според мене другото треба да биде исклучено. И такви анализи кои што вреди да се дискутираат се две. Едната е на ЕСИ, пред малку ја спомнавме, но ни ЕСИ не велат дека на крајот од таа патека вие не треба да завршите со полноправно членство. Туку ја предлагаат таа унија, трговска унија, заедница, Западно-балканска трговска заедница. Меѓустадиум. Значи, и да не забораваме, ЕСИ е сепак само еден think tank, само еден институт меѓу многуте во Европа. Друг think tank, кој што е влијателен и чии анализи може би треба да ги гледаме како симптоматични, како ехо на нешто што може би веќе се дискутира или би се дискутирало на државнички нивоа, е European Council for Foreign Affairs, кој што излегува вчера, ми се чини, со анализа, предлог политика решение. Насловот на текстот е Flatter and Faster, значи по сектори интеграции, но потполни секторски интеграции. Со тоа, на некој начин му даваат решение на Париз, му нудат решение на Париз, дека преговорите и процесот на интегрирање ќе бидат суштински, дека ќе подразбираат вистинска трансформација на општествата, нивните економии, нивните институции и така натаму, затоа што цели сектори практично стануваат дел од ЕУ, предлагаат и кога еден сектор ќе се интегрира, земјата, иако не е полноправна членка, да има право на посматрач или друга или associate member да биде во тој дел на нештата. Така сме дел во оваа енергетска заедница, што ја спомнавте. Предлогот на European Council for Foreign Affairs е наместо поглавја, и ЕСИ исто поглавјата ги прогласи за безсмислени, празна форма,
и во Да се анализата. оди секторски. Да, исто и European Council for Foreign Affairs предлага наместо по поглавја, по сектори, да речеме цело образование го вклучувате исто како да е ЕУ, енергетика, трговија и така натаму. Вика на крај полноправното членство да остане само прашање на обична форма, која што нема зошто некој да ја оспорува веќе. Ако по сите други сектори сте влегле. Се, тоа е анализа на European Council for Foreign Affairs. И сите овие идеи циркулираат од такви кругови. Се влезени и некои идеи кои што проструја и во Европската комисија, особено кога се размислуваше околу редефинирањето на ИПА-2 наместо контингенти на пари одредени за секоја земја, сето тоа да биде едно купче, па кој колку успее да земе, што предпоставуваше еден надпревар меѓу земјите во градењето на капацитетите, да, така да од тука ја влечам дека тоа не е само идеја надвор од круговите на комисијата, туку во неа има сегменти кои веќе биле дебатирани и за нив, например, имаше дебата пред формулирањето на постојната ИПА-2 така како што е според старите модели. Да, менување на некоја филозофија која се обидува да биде што е можно помалку технократска, што е можно повеќе реал политичка, но некако се уште се на раскрсница меѓу двете, би рекол. Амбасадор, кој е вашиот одговор за околу зошто Скопје молчи, па потоа ќе преминеме и на другите дилеми, бидејќи тука навлегуваме веќе во една навистина сложен елемент, особено околу оваа идеја за Западно-Балканска унија, по примерот на Норвешка и ова. Ги имаме тука веќе искуствата на ЦЕФТА, кои што не се баш многу позитивни, барем според оценките на стопанствениците. Па мислам дека најнапред не се согласувам сосема со вашиот став дека Скопје молчи и дека имаше многу брза реакција со изјавите на премиерот, председателот, министерот за надворешни работи и мислам дека иако беа куси, има една многу важна поента дека нашата земја е отворена за секој вид соработка, но ништо нема да прифати што не води кон полноправно членство во Унијата. Па јас така ги прочитав и разбрав пораките на државниот врв, а имплиците тоа е и некој став на опозицијата, бидејќи и таму барем челните луѓе така изјавија дека европската опција е жива и вреди да се бори за неа. Така што можеби ако веќе зборуваме за молчење, има аргументи за тоа, треба да се прошири зашто Балканот молчи. Каде се реакциите на Белград, на Подгорица, на Сараево? Не ги слушнавме, затоа што не ги пренеса порталите или ги нема воопшто, освен... А тие што сакаат да ги прочитат, може да ги прочитаат, а тие се од оној тип ние нема да плачеме пред зградата на Европската комисија, нема да молиме. Тоа е изјавата на Александар Вучич. Со што сега ќе не натерате и каков договор ние со Косово би подпишувале, со кои гаранции, со истите што ги доби Северна Македонија. И третиот одговор е да, благодариме, нашата стратегија и цел е ЕУ, но во меѓувреме ние денеска подпишуваме договор со Евроазиската унија, каде што на нас ни се отвара пазар од 180 милиони луѓе, па нема проблем. Тоа што Маја Коцијанчич, портпаролката на комисијата, вели да, добро, терајте си вие работата, но кога ќе станете еден ден членка на Европската унија, ќе мора да истапите од таа друга унија. Значи, сепак некаде некои работи се случуваат. Може би тоа е дел од изборна политичка тактика, своевиден популизам во таа земја, меѓутоа е нешто што се случува како одговор.
ја не би тргнал по примерот на Србија. Познат ми е, нормално го прочитавме сите тоа што го спомнавте. Меѓутоа, во ниеден момент ниту Србија се откажува од европската агенда и како крајна цел, ако е тоа искрена заложба, мислам дека е. Мислам дека повеќе причината треба да се бара во недефинираниот став на Брисел. Постои ли став на Брисел, конкретен и јасен, по кој, или барем назнака за нешто, во која насока се движат размислувањата, надвор од think-танкови, него онака сериозни, и тоа веројатно се должи затоа што ниту Европската комисија е формирана и почнала да функционира. Така што мислам дека ќе има еден простор, еден вакуум кој остава простор да се размислува и да се јавно не експонира, меѓутоа внатре треба да се работи. А првата работа во нашата земја ќе биде да се организираат фер демократски избори, очигледно, кои ќе бидат легитимација, затоа што спротивно ќе биде аргумент плюс да се постават некои нови кочници. Билјајте. Јас искрено кажем, не ги гледам инкомпатибилно за овие процеси кои водат кон заедничкиот пазар, регионален, па и поширок, во тоа што е, значи, главната цел членството во Европската Унија, затоа што повеќе држави се развиваат, значи ги исполнуваат потребните услови за да може потоа дури да ве молат. Ево, Европската Унија ги моли швајцарците, па тие не сакат. Па 2 пати сме имале референдум од норвежаните пред 25 години, пред 10 години, на сите тие изјаснувања, значи граѓани не сакат да бидат, па потоа се вклучуваат во еден заеднички пазар со Европската Унија. Значи, ние важно како да се развиваме економски, оти станавме пустош, значи луѓето бегат од тука. Ако досега избега, според податоците на Светската банка, која е нешто сменето на 500.000, реално е 600.000 луѓе избегнати од Македонија, значи 30% од населението се избегани. Што да направим да се задржат луѓето или да се намали тоа? Оти за 50 наредни години тука ќе дојдат, значи, кинези да станат доминантна популација, или индици, или некои африканци. Битно ни е што понатаму. И јас не, иако цело време, мислам дека слушајќи ги сите дипломати и тука и надвор и сите анализи покажуваат дека Македонија ќе добие датум за преговори. Но со тоа не мислам дека е добиено кој знае што. Дури да добиваше датум, објективните состојби во самата Унија се многу што сменети, што реално тие преговори немаше да трае колку трае со Бугарија или со Романија и така натаму. Туку ќе трае веројатно многу години. Никој не може сега жив човек да ви каже колку ќе потраат преговори со Србија или со Црна Гора, која мисли се занесува сега е во рамките на иницијативите регионални за можниот. Ама ние сме во ситуација кога мора да ги отвориме овие дебати и предностите маните на оние концепти кои што неофицијално се нудат. Бидејќи ние имаме две опции, излегуваат од лидерска средба и велат да, ние сме за Европската Унија. И следниот ден веќе завршува тој консензуален адхок момент и почнува изборниот фолклор. Ние побрзо ќе ве однесеме, ние го знаеме вистинскиот пат. Ние ќе обновиме, па ќе бидеме европејци. И едноставно ние мораме да ги донесеме елитите, ако може да се употреби тој збор, или водечките партии на таа дебата. Да ги објаснат своите концепти, бидејќи едноставно мораат. Се друго е само предизборен фолклор и пропаганда. Мислам дека
процесите, трендовите не се толку едноставни за да налетат политичарите одма да фатат живо компри. И тие очекува значи јавноста да се изгради со помош на повеќе аналитичари, експерти, универзитетски професори и така натаму. Мислам дека ако ево и ова емисија денешна, значи што јас ја поздравам по прв пат, значи нешто се од овој тип се пласира и верувам дека и другите медиуми ќе почнат да работат понатаму. Ајде да анализираме. Интересно, значи една структура која јас повеќе ја нарекувам романтична структура на патриотизам, од сите заедни, сите држави во Балканот, тие излегуваат против. Анблок. Значи, ако ги слушаш србите, мислим романтичниот дел, не зборам ти реалниот, или бизнес структурите. Велат, па што бараме ние тамо, тоа е можеби некоја игра да се реши проблем на Косово, полесно и така натаму. Ако ги слушате романтичарите албанци, тие велат, па што бараме ние со Србија, па тоа е класичен непријател, па проблем е и плюс појака држава, ние ќе бидеме само пазар и така натаму. Ако ги слушате црногорците, тие велат, па ние сме понапред од нив, ако 2007 направивме држава, сега направивме голем скок. Да, ама ако ги слушаме сите преводи, на изјавата на Макрон, на неговото не е само не за Македонија и за Албанија, туку за целиот регион. Ајде да го слушаме другиот дел, реалниот. Значи, Србија практично со тоа полесно го решава проблемот на Косово, но реално добија голем пазар. Значи, како најака моментал во терен. Албанија добија голем туризам, како исто и Црна Гора. Македонија добија одлични позиции за развој на земјоделството, како пазар, значи биде огромен пазар, потоа развој на планинскиот туризам, на ски центри, значи треба инвестиции од и групата, структурата како блок. Исто како Скандинавија. Да бидеме попрецизни зашто говорите, бидејќи вие претходно ја споменавте, ги споменавте сите тие декларации произлезени од Берлинскиот процес. Ве молам, ако ги видиме сумите на пари кои што се внатре тие, тоа што го доби Македонија не е доволно ни за физибилити студија за еден автопат да се направи. Значи, сето тоа, сите тие процеси досега беа некаква измислица за да се одбегне од суштината. Ако не се ослободиме од менталното туторство, дека се треба да дојде од Европската Унија, тоа не правиме. Ако не стартираме од нас самите, дека ние треба првенствено со нашите капацитети да тргнеме, туку цело време да размислиме што ќе ни даде Брисел. Па видовме колку години се поминати. 30 години и стагнирам на исто место. Колозова, што би значила ова економска зона, ако не е надградена со тие инструменти кои што своевремено мислам дека што ги споменавте вие од една друга студија, кои што своевремено беа разработувани од директорот за Западен Балкан Пиер Мирел како можности. Тоа многу одамна, меѓутоа затоа и реков, некои модели и биле намаса, некои и не биле. Ја би се вратила, би се доврзала на претходното прашање, па ќе стасам долу, затоа што ова е што се алтернативите, така? Значи, алтернативните форми на евроинтегрирање. Алтернативата европска, западноевропска унија е паралела на ЦЕФТА. Ние ЦЕФТА ја имаме, резултатите можеме да ги измериме, стопанството вели нула. Ке дојдам на крај до тоа. Ја прво сакам да кажам зошто ова француско не го доживуваме така судбински, зашто мислиме дека е такво прекршување и дека едно неотповикливо не од име на целата Европска Унија. Значи, дека беше тврдо не, дека понатамо процесот ќе биде тежок, тоа е несомнено, дека Франција цврсто стои на определени позиции околу проширувањето, тоа е исто така несомнено. Но мислам дека е неразумно да се мисли дека сама Франција може да пресуди
за целокупната судбина на ЕУ и севкупниот споделен од сите земји членки план за проширување на Европската унија. Јас не сметам дека силата на Франција е толкава, ниту на било која земја членка и до сега успевале да балансираат совршено со некаков консензус постигнување околу сите прашања. Значи, силата и моќта и значајноста на Франција е толкава што може да го смени процесот, може да ја смени динамиката, може навистина да ја смени методологијата, може, значи, да ги разниша плановите, затоа што се сметаше практично за готова работа овој октомври. Но не мислам дека овој процес е иреверзибилен и дека ова не на Франција е едно судбинско не. Мислам дека нашиот менталитет, тоа го забележав во целиот период на исчекување, протекување гласини уште пред да чуеме дека ќе биде не, после драмата околу не. Сите чита сигнали и знаци. Значи имаме еден менталитет на фатализам, ја исчекуваме судбината и ги ловиме сигналите. Од овде протече не, нема да биде, ќе биде. Нема тука прогнозирање, нема гатање, нема предвидување. Политиката е динамична, жива работа и има неочекувани процеси. Ама и тие предвидувавте, да. Не, еве, да поентирам од каде ова. Например, имаше разни гласини предходно во правец на не. Но додека јас бев на мојот визитинг престој таму, ја слушав па други гласини во прилог на да. Слушав трети гласини дека има два табори кои вршат спротиставени притисоци околу Макрон, па не се знаеше кој ќе превладее. Таборот кој што јас очекував дека ќе превладее, затоа што еден од највлијателните луѓе околу Макрон и негов, може да се каже, ментор, стоеше цврсто за, очигледно не превладеа, така што јас бев изненадена. После објаснувањата во тие интерни кругови, значи, јас зборувам сега за кругови на истражувачи, кои што се занимаваат со анализи на политики, главно членови на think tankoви при Факултетот за политички науки кај нив, Сијанс По, кои сакале или не, по природата на нивната дејност се блиски до оние кои што носат одлуки и слуша и може да насетат и да предвидат одредени процеси. И можам само ова да го кажам, дека во текот на летото беше некако, владееше некоја увереност дека ќе биде да, и некаде првите недели од октомври атмосферата кај овие колеги, професори, истражувачи беше претежно да, би требало и логично е да очекуваме дека ќе биде да, но нешто во атмосферата се чувствува дека не е во ред, нешто е негативно. И откако се случи ова не, и дискутираме, ние имаме наша Facebook група, дискутираме околу себе ова и како појавилите се случува, добар дел од нив беа сериозно шокирани и една од нивните предпоставки, нешто најсилно превладува, барем во оваа група на колеги, јас не тврдам дека е репрезентативна, но е доволно упатена за да го земеме во обзир нивното толкување. Нивното толкување е дека е поентирање на Макрон после фијаското со неизборот на неговиот предлог за комесар, Силви Гулар, која што беше тоа одбивање, не гласање на негов, на француски предлог на комесар, беше доживеано како национална трагедија. Јас бев во Париз тие денови, значи таа тема не се симнуваше. Орбан не го доживел така. Макрон држеше пресконференции со растреперан глас на рап на плачење, Франција вака не била понижена и така натаму. Дебати, како, што се случи,
што се случи. Силви Голар беше претходно обкружена со скандали за корупција, така што не е некаков шок дека не ја избра. Како и да е, едно од толкувањето е дека на некој начин поентирање за тоа. Или она што се демонстрација на гнев. поедноставувани за анализите, желбата да се биде сега И да се биде фактор, големиот фактор, бидејќи Британија си оди, кариерата на Меркел е на залез и така. Околу Брекзит, вакво продолжувањето на рокот, сега што го бараше Џонсон, кој беше единствен против продолжувањето на рокот? Повторно Макрон. И сега имаме формулација флекс-легзит. Сега им го продолжиле рокот, конечно. Флексибилно. Да, до 31 јануари е сега датумот, но тој што требаше да попушти, да биде молен, беше повторно Макрон. Значи, единствено, пак, he stood alone и сите останати. Значи, тоа му станува некаква навика и во сето тоа, само да завршам, да не испадне дека се сведува на хири, на поентирање на неговата моќ, има нешто и од тоа, но има и суштина. Да, тој процес на пристапување треба методолошки да се разработи, да се преработи, наследена од една епоха која што веќе одумира на една неолиберална технократија од 90-ти, крај на 90-ти, која што веројатно треба да се ревидира сама себе. Значи има и поента во неговиот гест, не е само поентирањето дека е моќен. Амбасадоре, како да сега да се разграничи што е хирот, како што вели Колозова, од она што е суштината, ако имате вие ситуација кога вечерта ставате ветова, ставате буквално вето наспроти 27-те членки и следното утре рано во 8 часот закажувате средба со која од вашите колеги кои што ги представуваат воедно и водечките групи во Европскиот парламент, барате гаранции дека вашиот иден комесар ќе биде сигурно избран, представувајќи го тоа како решение на политичката нестабилност во Европскиот парламент, или кога имаме многу пати, и сите го читаме, Financial Times и тука го цитиравме, како еден угледен весник кој што денеска пишува Франција би можела да го укине ветото за старт на преговорите со Северна Македонија и Албанија во замена за прифаќање на нејзиниот предлог во сферата на надворешната политика, и нив веројатно ги тангира овој вториот дел, оданочувањето, наместо со консензус, одлуките се носат со квалификувано мнозинство. Сите вие читате различни сигнали, Колозова, Билјали од научните кругови, вие од дипломатските кругови, меѓутоа како ова ќе им го објасните на граѓаните кога ќе се соочат со ваков сет на информации? Па не знам дали е тоа рецидив од минатата држава и незината улога во светски рамки, глобални рамки, но треба да бидеме свесни за моќта и влијанието на Република Северна Македонија и регионално, а да не зборам глобално како е тоа. Значи, нашиот маневарски, дипломатски и политички простор е многу стеснет, за разлика од моќните кои можат и непринципијално, да си дозволат непринципијални да бидат, или да бидат еден против сите, и тоа сите не е само 27 држави, и тука е и комисијата, тука е и парламентот, тука се 9 одлуки на комисијата претходно. Значи, тоа може таа држава да си го... Тоа е држава која е членка на Советот за безбедност, тоа е нуклеарна сила и меѓу 7-те најмоќни економии во светот. Така што треба да бидеме, го кажам само за да бидеме свесни со кого и со што си имаме работа и како би требало многу умно да постапуваме, да градиме позиции, градиме политики, за да се справиме во тој свет, за да не зазвучиме како Калимеро и да велиме неправда и на крајот
што од тоа правдата е на наша страна, а и Ама некако така, тоа е наративот овие дел. Да, наративот, ако е таков, мислам дека е дел од балканскиот фолклор и нашиот емотивен склоп, меѓутоа реалноста е нашата држава, според мене, никогаш немала поголема поддршка во Европа. Так. Никогаш не застанале зад нас 27 држави и Јункер со тие изјави, и Могерини, и Хан, и посипање со пепел и така натаму. Значи, не треба да си ја префрламе вината и сега веднаш да влегуваме во варијанти Б, иначе такви обиди имавме во минатото, да не заборавиме, и со Кина, и кредитите, и со Индија, и индиските инвестиции, и величењето на БРИКС и така натаму, а реалноста е дека 90% од економијата ни е со Европска Унија и врзана и со соседството, кој е исто така врзано со Европската Унија. Тоа е нашата реалност, но се согласувам дека овие теми треба да се дискутираат и градат како ставови и заеднички политики во парламентот. Инаку, една мала дигресија од позицијата амбасадор во Виена и нерезидентен во Чешка, Словачка и Унгарија, може да видам дека во пракса дека европската агенда се гради со единство на мнозинството сили внатре. Значи, и позиција и релевантна опозиција. Значи, што поголема инклузија во градење на... И само тогаш тој процес може да биде успешен. Пример се овие три земји и има уште еден интересен пример, дека не е тоа гаранција дека ќе ги добиете следните избори ако сте вовеле земјата во ЕУ и НАТО, затоа што ги имаме нивните примери, каде што еве Орбан влезе во ЕУ и НАТО неговата држава, па ги изгуби следните избори. Па после тоа повторно си дојде и сега владе веќе... Така беше и со бугарската влада. Што така што мислам дека ако ова е сега и нова тема можда, ама ако на европската агенда ги градиме политичките ставови за меѓусебна пресметка, мислам дека е тоа губитна варијанта. Она втората алтернатива е да ја донесеме Европа дома, а многу пати досега нашите политичари покажале дека тоа е невозможно без туторство однадвор, но за алтернативите конкретни по кратката пауза за реклама. Добре дојдовте назад, професорите Катерина Колозова, Мерсел Белјарија и поранешниот амбасадор Огнен Малевски се мои вечерешни гости. Неколку, повторно ќе кажам, во однос на прашањето што понатаму, неколку алтернативи се Колозова не се намаса, но нешто во Брисел што почнува да шушка околу, нешто од тоа веројатно ќе има. Она што засега се знае дека и покрај долгата пресконференција и на Макрон во Париз и тоа малку бладање околу условите, после тој говор во средбата во Тулуз, особено после пресконференцијата и на францускиот амбасадор во Македонија, ама буквално ништо не е јасно од тоа што каде е таа нова рамка на французите, меѓутоа се појавуваат сега странично многу други на нови рамки. Стратешко партнерство или ова зачинето со нова метода, односно стратешка агенда, како што вели Макрон, зачинета со нова методологија, привилегирано партнерство или комбинација меѓу она што излезе како дел од предлогот на Европската иницијатива за стабилност и она што вие го споменавте како нов документ, што може да се очекува во иднината, која што веројатно нема да биде дефинирана до 26. Јас тоа што го знам од колегите, значи од овој факултет со кој што
соработувам се уште, иако визитинг пристојот веќе ми заврши, но во комуникација сме и дел од таа истражувачка група сочинуватели луѓе кои што се консултанти на Сенатот, тоа што го знам во моментов е дека навистина се работи на нова методологија. Значи, процесот да е посуштински, посуштествен, може би не е случајно што сега излезе ова анализа на European Council for Foreign Affairs, може би така би изгледал процесот по-хоризонтално, по-секторски, наместо класично по поглавја и бесконечно чисто формално да се дискутира според темите, но секако се работи на предлози од што би се состоела таа нова методологија. Колку сме ние подготвени за тој аспект, бидејќи еден од суштинските елементи на овие две стратегии е дека тоа треба да подразбира и поголемо отварање на структурните фондови. Да. Значи, со многу повеќе пари да се помага напредокот на тие земји и прилагодувањето во тие клучни 4 области кои што се столбот на таа европска на таа заедница по примерот на Норвешка и Исланд. Тоа е прво слободно движење на луѓе, стоки и капитал, што е најбитно за економијата, потоа тука доаѓаат животната средина и така натаму. Доколку социјалната кохезија. Корени таа идеја што сега ја дискутираме на European Council for Foreign Affairs или па и на есене толку далеку идејата, анализата, да, тоа подразбира и отварање на тие структурни фондови и реален влог, значи не само инструменти на поддршка, туку влез на некој начин инвестициски и тоа не само во финансиска смисла, туку во смисла на влегување со човечки ресурси, со компетенции, со сето тоа вистинска, по-суштинска, по-реална, по-опиплива вклученост. И поголема експертиза и поголем надзор. Но сега ги дискутираме, значи ние предлозите сепак на два think tank-а кои што немаат врска со сцената на аналитичари, научници, истражувачи, think tank-ови, да ги наричаме, во Франција. Да, но во Франција има други think tank-ови, има други институти, има други факултети кои работат на други анализи. Тоа што го знам во моментов е дека самите работат на разработка на тоа што би значила таа продлабочена и суштинска методологија. Значи, дали European Council for Foreign Affairs ќе влие на, да речеме, Европа Нова, think tank-от при Сијанс Политик, кој што ги организираше оние панели со Националната асамблеја на 10 октомври, на тие учествував и јас. Да, таму имаше и македонска парламентарна делегација. Да, наши парламентарци имаше нивни професори, имаше нивни докторанти. Се убаво изгледа на фемили фото. Да, присутна таму како нивен партнер академски. Значи, дали врз нив или некој сличен институт ќе влијат овие идеи или не знаеме, но еве да земеме во обзир таа можност. Друго, сакам да додам дека што и да сработат они на страна, тоа би била стручната подкрепа на француската позиција, но сепак тоа што ќе пресуди ќе биде политичкиот резон. И сакам да кажам дека во тој политички или реал политички резон, кој што се повеќе го пројавува Макрон, две теми доминираат, кои што не се политички коректни да се изустат така експлицитно за некој што наводно му припаѓа на центарот, но Макрон мислам дека стреми кон поголема контрола на европските граници и поголема контрола на миграцијата. И кога инсистира дека сака по-реал политички
да се пристапи кон прашањето на пристапување, на присоединување кон Европската унија. Мислам дека пред се ги има на ум овие две теми. Не случајно му излета тоа со азилантите. Сака да Иако кажа, со погрешни бројки. да, се виде дека е трапаво изведено, ама беше симптом на темите што доминираат. И јас сметам дека исто симптоматично што на овие панели што го ги спомнав на 10 октомври, трите теми кои што беа избрани за дискусија нема никаква врска со темите што овде Тимоние ни ги наметнува упорно како централни и пресудни за нашето не. Трите теми кои што беа избрани таму, за кои што дискутираа наши пратеници, нивни представници на асамблеја, докторантите и професорите, беа следниве. Првото беше проблемот на исламистичкиот екстремизам, односно джихадизам, сериозно сум. Најсериозно. Тоа беше тема број 1. Тема не бе по хиерархија, туку 3 беа. Втората беше невработеност и можност од мигрирање кон Запад, и третата беше фейк нюс. Прво се беше нешто што е негативно, нешто што се доживува како закана, нешто што се доживува како нешто што не дај Боже ориентално и опасно, што не дај Боже они ќе го увезат. Јас на тие теми реагирав, се побунив неколку пати кај колегите од факултетот и им реков зошто. Викам, зошто разговараме ние за джихадизам овде, кога станува збор за земја во која што не е изведен ниту еден таков напад и од која што не е изведен... Да, но тоа се нивни внатрешни... Да, само сакам да кажам што ми одговори. Ми рече, овие теми се предложени од нашите пратеници. Јас не ги сметам за приоритетни, но овие теми ги избраа нашите пратеници. Сакам да ви кажам дека меѓу нив има еден спонтан, според мене, несвесен расизам кон сите нас и не перцепираат сите нас како една ориентална дупка од која што може да им се случи еден токсичен увоз. Значи, може сум преекстремна во начинот на кој што се изразувам, но навистина го најдов тоа како навредливо изборот на темите на тие панели, но од друга страна го сметам за симптоматично на нешто што, ете, ја го викам, спонтан, дури и несвесен или подсвесен расизам, дури и кај оние кои што центар или лево или прогресивци. Од таму и таа перцепција дека прво овие прашања треба да ги расчистиме. Им оставиме место малку и на другите гости. Амбасадоре, тркалото си се врти без оглед тоа, ние дали сме одлучили некои теми малку да ги потрнеме настрана, во предизборие сме. Утре доаѓа Метју Палмер, неговото доаѓање неминовно се врзува и со можноста или неможноста за решавање на косовското прашање, без оглед што сме во предизборие, што е она што треба да биде фокусот кој што власта во овој момент не сме да го испушти, имајќи предвид и утрешната средба на премиерот со италијанскиот премиер Конте, колку тоа може да, заклучокот е многу општ, да се навратиме до самитот во Загреб, не вели кога. Еве веќе има некои иницијативи дека тоа ќе се случи до ноември. Дали е тоа само некое меѓувреме и повторно се ќе заврши на чекањето на конечните одлуки од Париз? Па мислам дека немаме многу опции и дека нашиот најдобар адут до сега бил да со кооперативност и со залагање за реформите, за градење добрососедски односи, да не го расипеме тоа, а и да ги зачуваме врските со нашите пријатели и поддржувачи. Да не заборавиме дека се уште не сме членка на НАТО, нека заврши целиот процес. Тој носи своевидна специфична тежина и може и да ни помогне и во
држење на жешка на оваа тема со отпочнување на преговорите, пристапните преговори со Европската Унија. Треба да се биде активен. Мислам дека само по себе се наметнува. До изборите треба да имаме активни институции, активни функционери и како што и на самиот почеток професорката кажа, не е тоа дефинитивно не и не е тоа судбинско не и после ова доаѓа пропуст и сега треба да размислиме што понатаму. Мислам дека имаме една пречка на патот која треба да совладаме заедно со пријателите, треба овие контакти да ги одржуваме. Инаку апропо регионот, сите овие напредоци кои беа постигнати, вклучувајќи ги договорот со Бугарија и Преспанскиот, беа со активна поддршка од страна на Европската Унија и тие тоа го очекува и поддржува и помага секако со свое влијание зад кулисите за кои јавноста не е толку свесна. Така што заклучокот би бил треба една проактивна политика надворешна до изборите и ние милуваме да кажеме скандинавски избори, нека бидат тоа наши одлично спроведени избори. Мерса, која е вашата оценка, особено во контекст на она што се очекува како развој во регионот во однос на косовското прашање? Слушавме дека веќе некои пораки од Вучик дека неговиот концепт, неговиот ентузијазам за седнување на маса со посредство на Брисел веќе го нема, бидејќи и за тоа го користи токму македонскиот пример. Од друга страна, на Косово имаме една нова политичка ситуација, колку сето тоа може да ги менува работите на регионален план. Вклучително и тоа дека она што вие го посочивте на почетокот околу онаа мини Шенген иницијатива, која се чини веќе некое мртвороденче. Па, реално мислам дека проблемот не може да се третира изолирано, значи од секупните односи во Балканот, односно Западниот Балкан. Така што самиот факт што имаме назначен специјален представник за Западниот Балкан од САД, тој е Палмер. И исто така кој е важна личност кој ќе биде, мислим, заедно со него цело време во процесот, тој е американскиот амбасадор во Германија кој е многу упатен за балканските состојби, вклучително и за српско-косовските или албанските односи. И јас мислам дека тоа треба да се третира во пакет и не случајно значи се нафрлуваат истовремено вакви проекти. Веројатно сите анализи покажуваат свесни на тоа дека Европската Унија ваква како што е, а се очекува да таму значи испадне еден понов или појак цикл во наредните 2 години кога ќе имаме избори, кога прачува Лепен ќе веројатно ќе ги добие избори, се покаже и на европските избори. И веројатно тоа што вчера имавме пробни избори во Италија локални, каде што Салвини победи убедливо, значи постојната коалиција. И тогаш, значи, за 2-3 години ќе се справиме ситуацијата кога ќе имаме хибридни режими, не само во Унгарија, не само во Полска, па ќе имаме и во Италија, па ќе имаме и во Унгарија и така натаму. И како ќе функционираме понатаму, особено кога Марин Ле Пен, која веќе цело време, значи, фрустрирачки делува во однос на евроатлантските интеграции вкупно, вклучително и за проширувањето, и затоа не случајно се нафрлува, јас не би рекол друга опција или вие го нарекува, ја нарекуват алтернатива. Тоа е само
привремено изнаоѓање, значи едно соломонско решение кој ќе даде можност процесот да се развива. Значи економски, културно, политички и така натаму, а меѓувреме да видиме како ќе испадне ситуацијата со Европската унија после претпоставувам 6-7 години. Дали ќе спласне ситуацијата, дали ќе смири или ќе имаме некакви франк екзити или други екзити, не знам што ќе случи. И затоа опции моментални, ја не би рекол алтернативи, имаме значи западно-балканска економска заедница која многу мина ја нарекуваат западно-балканска царинска унија. Не мислам дека е лоша ситуацијата и сите економски експерти, тоа релевантни експерти, дошле до еден интересен заклучок во однос на интересите. Значи, регионот ќе се развива плюс 1%. Просекот негде е 3,3 во регионот. Ние во Македонија колку сме 3,2 негде. Така што плюс 1 ќе имаме развој, што е голем во спореда на последната ситуацијата, а што е најважно? Значи, стоките што се продават во регионот, ако се укинат царините меѓу државите, ќе има 5% значи пониска цена, што значи ќе бидеме конкурентни за другите пазари, без оглед на тоа дали можеме да ги наречеме, не знам, евроазијски пазари и така натаму, но реално и за европскиот пазар ќе бидат предизвик. Мислам дека исто една релевантна анализа покажува дека 26 милиони сати губат камионите, шлеперите по границите во рамките на постојните граници на Западниот Балкан. Тоа значи огромна загуба и затоа мислам дека ако можеле французите кои се војувале со англичарите 100 години потоа пак да создаде една заедница и мислим и реално и после Брекзит. Не верувам дека ќе има, тие нема да бидат надвор од Царинската унија. Затоа и цело време тие натегување дали ќе Британија ќе излезе сега или понатаму. За цело време се иде на тоа сепак Велика Британија да биде во некој статус што моментално имат Лихтенштајн, имат Норвешка и во моментот тоа како одговор го немаат ниту британците. Тука завршуваме. Ви благодарам на сите за вечерашното учество во топ тема. Почитување останете и натаму на програмите на ТЕЛ.